Колективна оставка на сите членови единствениот излез кој го гледа правната фела од јазолот во кој се заплетка судскиот совет. Највисокото тело во судската власт во овој состав ќе нема ниту легитимитет, ниту кредибилитет да носи веќе било каква одлука. Очигледно е, а и досегашната пракса покажа дека советот нема капацитет да се справи со состојбите какви што се, оценува председателот на коалицијата Сите за правично судење Дарко Аврамовски. Само нови членови би можеле да ја враќаат довербата, која и така е на најниско ниво. Најсоодветно би било доколку членовите на Советот покажат достоинство и одговорност и си поднесат оставки и се формира нов Совет, затоа што очигледно видовме од праксата дека овој Совет нема капацитет да се справи со состојбите онакви какви што се, затоа што ова не е изолиран случај на некакви случувања во Советот. Во обид да бидат креативни, членовите на Судскиот совет се заплетка и сега одложувањата на седниците се резултат токму на тоа, работење спротивно на законите и деловникот. Во обид да бидат креативни и уникатни во постапувањето, се заплетка во практично Гордиев јазол, кој сега никој не може да го отплетка. Во таа насока ми говори и одлагањето на седниците, особено што последната седница беше одложена практично на многу нетранспарентен начин. За шефот на државата, по чиј предлог разрешената председателка Дамева седна во Судскиот совет во 2019-та, сега тензиите во Судскиот совет, вели Пендаровски, фрлаат црна дамка врз целото демократско општество. Вели институцијата не може да функционира без председател, но јавноста е сведок дека двата обиди за избор на прв човек на Советот пропаднаа. Таа ситуација мора час поскоро да се реши, не заради платите само на судиите, туку затоа што тоа фрла таква темна дамка врз целото досие европско демократско преце на Република Северна Македонија, што не се случајни реакциите кои ги видовме изминативе денови и од Европската унија и од Американската амбасада. По она што го знам, а дојдоа тие реакции и до мене, средбите со тие амбасадори, тоа се најжестоки реакции и најжестоки критики за состојбите во македонскиот правосуден систем од 90 до денес. Старо новите калкулации по втор пат го пролонгираа изборот на председател во Советот, која се ослободи по разрешувањето на Весна Дамева. На нетранспарентен начин, половина час пред да почне, без да наведе причини за меникот Селим Адеми, ја одложи седницата, но за кога не се знае. Но наместо да се зборува за оставки, сега се шпекулира дека наследникот на Дамева треба да биде Сашко Георгиев, но за тој да биде избран, прво треба да има согласност помеѓу членовите на Советот, па потоа да може да го изгласаат пред јавноста.